Имаме соговорник кој што не очекува на Skype на неколку теми кои што се актуелни и тоа од Србија. Предпоставувам дека кога ќе ја споменам Србија, знаете дека станува збор за колегата Оливер Бранковиќ. Во низата непријатни информации кои што пристигнуваат од таму деновиве, уште една за сообраќање на незгода во која што има загинати и повредени. Информации повеќе ни дава токму колегата Оливер. Оливер, се надевам дека се слушаме и гледаме. На многу теми би сакала да продискутираме ова утро, но ќе започнеме од она што како информација вознемирувачка пристигна во текот на вчерашниот ден. 2 лица загинаа, повеќе од 50 се повредени во судир на 2 автобуси на така наречениот Обреновачки пат кај местото Умка. И сега што е она што имаме како последна информација, која е причината за несреќата и во каква состојба се повредените? Добро утро, се надевам дека ве слушам, пошто ја слабо ве слушам. Слушаме одлично, повели, да. Супер. Па секоја недела имаме трагедија во Србија. Ова недела самата кажа за сообраќајната несреќа помеѓу 2 приградски автобуси кои што носе работници рано сабајле на работа. Се работи за директен судар на 2 автобуса. За сега, за жал се 2 лица починати, едно младо лице, еден млад дипломиран техничар вработен во Тент е загинат и исто така млада жена. Причината за ова тешка сообраќајна несреќа бидејќи 52 лица беа повредени, од кои што 10 лица се тешко повредени, задржани се во клиничкиот центар, од кои што 2 лица се уште животно загрозени. Причината е неприлагодената брзина, бидејќи едниот од автобусот ласта го притекнувал и доаѓа до директен судар на 2 автобуса, што е страшна работа. А возачот на автобусот, кој што е виновен за ова несреќа, е веќе приведен и против него е покрената постапка. Но постапката ќе се тече и човекот ќе одговара, што да правиме. 2 лица сепак загина одејќи на работа. Тоа се последните информации, да се надеваме дека ќе остане на оваа трагична бројка. Знаете, минатата недела 8 лица загина во пожарот во домот за стари лица. Непријатни информации пристигнуваат изминативе денови, ја следиме состојбата и ќе информираме со секоја вест нова која што ќе ја дознаеме. Во меѓувреме продолжуваат протестите на студентите кои што ја бараат вистината во однос на несреќата со падот на настрашницата на железничката во Нови Сад. Се најави, а и почна со реализација 24-часовниот протест на Автокоманда и во текот на ноќта останаа студентите на улиците. Каква е денешната агенда, Оливер? Па, останаа цела ноќ, да признам, и се уште се таму, како што и вчера беше најавено и најавив ја секако на јавниот сервис, до 10 часот е 24-часовниот штрајк и 24-часовната блокада на Автокоманда. Автокоманда е главна раскрсница, сообраќајна раскрсница во Белград. Значи, кај да идете од еден крај на друг крај на Белград, мора да поминете низ Автокоманда, така да Белград е барем тука блокиран. Но, треба да кажем, вчера бев таму и снимав, дека тоа е сосема добро организирано, овозможено е, например, автопатот Т75 да функционира, не беше блокиран тој дел на оваа сообраќајна раскрсница. Исто така им беше овозможено на возилата на итната помош, на одведени трамваи да може да поминат, како и на граѓаните да може да комуницираат од еден дел на друг дел на Белград. Им беа посочени комуникациите. Она што сега успеав да дознаме дека полека се превршува овој 24-часовен штрајк, дека студентите се таму, но дека ги чистат и ги следуваат улиците, бидејќи ноќеска беше масовно им се придружија на студентите, им се придружија граѓаните, не само на Белград, јас бев таму снимав, имаше многу луѓе и лица дојдени од цела Србија. И граѓани, обични, постари, и таксисти дојде да им носе храна, доаѓаа земјоделците кои што исто така им носеа, подготвуваа храна, тамо пици правеа, игра, спортски настани. Така да атмосферата беше доста позитивна, да кажем. Немаше инциденти за среќа,
масовно е се уште немам таа бројка колку луѓе се беа на овој протест 24 часовен, се менува, некои беа и цело време таму, така да станува збор за десетици илјади луѓе, во еден момент може би и до 50.000 луѓе беа собрани на автокоманда. Значи, оваа блокада, кој што кажав, веќе е при крај до 10 часот. Во меѓувреме се огласи, треба да кажеме, и државниот врв на Србија, значи целиот државен врв на Србија, а тој е председателот Вучич, премиерот Вучевиќ и првиот спикер Ана Брнавич на пресконференција синоќа. Сите тројца говореа, нормално председателот Вучич е некој што е задно дека во Србија, в суштина, кај него е целата власт. Он кажам доста интересни работи, дека атмосферата и состојбата во Србија веќе не е добра, дека е политичка криза и дека Србија има трпи големи последици од оваа ситуација на станата по трагедијата во Нови Сад и на овие студентски немири. Тој кажа дека има добра волја, дека ги чул барањата на студентите, на протестантите, не станува збор само за студенти, дека влегува во протести просветните работници, влегува во протести земјоделците, дел од адвокатите, дел од синдикатите, дел од судиите, значи се повеќе граѓани само иницијативно се приклучуваат на овој протест, кој што е еден од проблемите на актуелното раководство во Србија. Не може да кажеме дека има раководство, не може да кажеме дека има некој лидер. Опозицијата е тука исклучена, они се оградуваат од сите акции на опозицијата и покрај тоа што опозицијата ги поддржува и протести се наоѓа на протестите, меѓутоа не се мешаат во чекорите на тој студентски пленум кој што заседава и се менува. Така да председателот Вучич рече дека ги чул барањата на студентите, тоа се 4 познати барања кои што цело време ги кажуваат, и дека ќе излезе во пресрет на сите барања. Значи, сите овие документи кои што не беа објавени, а беа ветрени дека ќе бидат објавени и кои што ги бара студентите, рече дека се објавени, значи вкупно 13.000 документи, дека вчера се објавени уште 925 документи кои што ги чекале наводно од кинезите, кои што учествуваат во реконструкцијата на растршницата, и дека се е објавено. Тој рече дека исто така се поднесени 37 кривични пријави против физички лица кои што ги напаѓале студентите, кои што физички се пресметуваа за време на овие повеќе месечни блокади и штрајкови. И исто така рече дека меѓу останатото е подготвен за прв пат, до сега тоа не го направил, но е подготвен за прв пат да изврши помилување на 13 лица кои што требаат да бидат процесуирани, на 13 студенти и професори кои што треба да бидат кривично гонети поради дела сторени за време на овие повеќе месечни протести на студентите. Оливер, спомена пред малку дека председателот најави објавување на сите документи кои што се поврзани со падот на страшницата и несреќата во Нови Сад. Дали објавата на овие документи би можела да ги смири страстите или работата отиде предалеку? Ја мислам дека работата е предалеку. Првата реакција, например, на овие студенти после ова пресно или обраќање на јавноста на председателот Вучич, да додадам дека тој најави реконструкција на владата, 50% од министрите ќе летаат, односно ќе бидат сменети, не е задоволен. Во среда ќе имаме расправа во собранието за доредба на владата. Првата реакција дека не го ни слушале студентите, не ќе диалог со него. Оно што е интересно во сите овие протести, воопшто председателот Вучич не е прозван, нити е повикан, нити па некој против него протестира. Ова се протести, колку што можев да сватам и во разговорите, во ни анкети кои што бев на сите, Славија и за Нова година бев нормално работно да ги следам, да ги снимам овие протести и пред РТС и во петокот на генералниот штрајк, еви сега, е незадоволство од системот во кој што е Србија, незадоволство од
корупцијата и криминалот. Така да објавувањето на овие документи, првата реакција беше зашто не беа објавени сите кога се бараше, кога беше најавено дека ќе бидат објавени, па ете искочи дека биле во право студенти, односно тој студентски пленум дека не биле сите објавени, бидејќи вчера се објавени, колку реков, 925 документи, например книгата на градежни изведувања на градежните работи не било воопште објавена. Така да не верувам дека овој чекор кој што го презеде државното раководство се со цел да се смири состојбата во Србија, нон-стоп се блокади, нон-стоп се протести, за сега првите реакции не даваат позитивна, вака, како да кажам, надеж дека ќе дојде до некаков диалог. Значи, ово е повик за диалог во општеството да се смири ситуацијата. Ја следиме секако состојбата, сите нови моменти ќе ги имаме благодарение на тебе и твоето будно новинарско око. Благодарам за овие најнови информации во утринската програма. Тоа беше колегата Оливер Бранковиќ, нашиот дописник од Србија. Посакувам мирен ден. 7 часот 43 минути. Дел од програмската понуда во продолжение. Веднаш потоа отвараме нова тема во Македонија наутро, која што исто така е актуелна во овој период на вируси, грип, настинки.